Добро вечер. Македонија и НАТО и натаму топло-ладно. Нашите амбиции потпораснаа по пресудата во Хаг. Но нашата дипломатија и државниот врв како да не ги разбираат сигналите дека пресудата и деблокирањето што Грција треба да го направи се две различни работи. Па во истата замка пред самитот на НАТО во мај во Чикаго, како да се заплетка и нашата, ако можам така да речем, воена дипломатија. Во овој пресинг ова е едно од сетте прашања за министерот за одбрана Фатмир Бесими, не оспорувајќи го и секако камо среќа да не сум во право, ќе спорам со неговиот оптимизам. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Вие доаѓате на местото министер за одбрана од министер за економија. Ви останаа недовршени работи, да ги спомнам, не знам, најкрупните Чебренгалиште. Мислам дека тоа е нормално. Институциите и работите и проектите течат, постојано има нови работи и тековни работи и секако има и недовршени работи. Мислам дека сега тоа што е главно сум фокусиран на предизвиците во одбраната на Република Македонија како министер за одбрана. Така, може ли новиот министер да се вади, не беше завршено и од мојот претходник, нели, некоја работа, затоа што гледам за овие два објекта што ги споменав сега, повторно има некои одлагање на роковите, никако Македонија да влезе во капитална инвестиција. Мислам дека тоа што се направи таму е во делот на дефинирање на законот, законската рамка, потоа голем дел од проектите се во некоја фаза на претходно беше на проектирање, на донесување до фаза на изградба и конструкција. Проектот Чебрени Галиш е еден од најкомплексните и меѓу најголемите во областа на енергетиката во Република Македонија. Мене ми е задоволство што имав таа можност да работам во напредокот на тој проект, иако не е едноставен и лесен, а плюс и во период кога најголем дел од земите се соочуваат со импликациите од Евана се приватизираше во ваше време, па денеска слушам изјави од таму се фалат струја има и покрај нели ниските температури, дека системот е релативно стабилен, веројатно беше добар погодок тој потез на тогашното владино раководство и на ресорот со кој вие раководевте. Но кажете ми, сега сте во еден ресор кој троши пари. Троши побајаги, ако речем, може би не е адекватен терминот, а бевте во ресор кој можеше да заработува пари. Сега полесно ви е од таа страна? Никој не тропа на вашата врата за да заработите пари? Мислам дека сега гледаме, работиме од другата страна на медалата. Сега обезбедуваме стабилност за Република Македонија, односно тоа што значи стабилност и за инвеститорите. Секако дека во овој ресор повише, значи, се троши, таква е природата, па и од друга страна не се наплатуваат за работите за кои армијата на Република Македонија ги нуди за граѓаните на Република Македонија, како што се и последните активности што армијата ги прави за помош и поддршка на локалното население. Ова уште повеќе некако ве оддалечи од, ако можам така да речем, вашата прва политичка љубов, ако воопшто вашето вице-гувернерско место во Народна банка беше некое политичко место или барем по политичка препорака? Гувернерската позиција е повише професионална, но бара политичка поддршка секако. И тоа е дел од мојот бекграунд. Јас по професија сум економист и во претходно искуство и по тесна специализација ми е банкарството, финансии и монетарство. Сакав да ја вратам на таа тема на Народна банка за да ја прашам околу буџетот на Министерството за одбрана. Каков е за оваа година? Вака што цени министерот Бесими? Ке може ли своите идеи во рамките на тие реални можности или можеш уште малку повеќе да добие? Прашувам од аспект што неколку години наназад во јавноста критиките беа упатувани дека се помалку пари добива Министерството ресорот одбрана, а се повеќе ресорот полиција. Како е оваа година? Како вие ќе истуркате со овие пари што ги имате? Факт е, трендот во последните години беше намалување на буџетот за одбрана и прв пат оваа година покажавме еден номинален раст од 9%, во период кога целиот буџет расте за 5%, многу голем дел од државите и оваа година оде во намалување на буџет за одбрана, но нашите планови амбиции беа поголеми. Сега гледаме со некои проекти редефинирање во искористување порационално на ресурсите, поефикасно трошење, да примениме концепт на паметна одбрана или smart defense, да примениме некои модели што на среден рок ќе дадат резултати. Значи не се откажуваме од целите и амбициите, но тоа ќе го
прилагодиме на можностите што ги дава овој буџет и да работиме за по-големи буџети во наредните периоди. Со збор два, кои би биле најкрупните проекти годинава во одбраната во смисла на реформи, бидејќи ние ќе дојдеме многу брзо, се надевам, нели, на темата НАТО. Најмногу пари се потроши, најмногу реформи се правеа во тој правец. Ние реформите, за да ги исполниме условите за НАТО, ги завршиме 2007, некаде почетокот на 2008 година, но промени секогаш има насекаде во светот и во сите армии, па и на нашата, некои адаптации временски. Што е тоа што оваа година треба да се направи интервентно? Да, ние во оваа година ќе продолжиме кон одржување на постојната опрема механизација што е според партнерските цели што сме ги пријавиле како и декларирале како позиции што ги имаме во меѓународните мировни мисии и во рамките на НАТО. Тоа е прво, затоа што таму сме ветиле, сме го дали зборот и треба да сме компетентни тоа да го свариме. Второ, опремување на армијата. Иако ова не е дел од модернизација, но е битно за ефикасно работење, значи нова униформа за армијата и тоа до крај на годината, односно 18 август, кога е 20 години АРМ, денот на армијата, сите војници ќе добијат нова униформа, како што тоа го ветивме за првата чета што отиде во Афганистан и добија. НАТО стандарди некои или редовно обнова на тоа е што се вели на војната гардероба? Да, сега во војната гардероба е тоа што е направено е според универзална шара, како што се и дигитална, како што е тоа во НАТО стандардите. Меѓутоа, тоа не е се во делот на модернизација. Ние зборуваме и за опремување во однос на тактички елици и панцири, како и во однос на механизација и опрема во делот и на воздухопловство и на копнената механизација. Ние во тој дел, тоа што планираме за наредниот период, значи е воведување на еден концепт на среднорочно финансирање, модел на некој среднорочно финансирање, неколку годишна програма за модернизација на армијата на Република Македонија, на начин таа да биде компатибилна со НАТО стандардите и според војната терминологија интероперабилна армија на Република Македонија со силите на НАТО и стандардите според стагнак стандарди, така се викат во рамките на НАТО. Подолу во емисијата имам прашање токму за доктрината на нашата армија, за низината филозофија воена, но сега сакам да ја прашам кога сме кај парите, кај буџетот. Денови се пожалија, некои од синдикалците има повеќе синдикати во АРМ, дека не им се исплатени сите пари, дека им доцнат дневници, не знам, за дежурства, додатоци некакви. Се средили тоа, издадовте соопштение кое морам да признам, мене не ми беше јасно дали вие одговоривте на нивното барање. Сакам да кажам дека темата што беше покрената тамо не кореспондира со денешната вистина, значи пред се исплачат. Факт е дека има задоснување, како што во овој период има во многу институции, но тоа што сакам да апелирам, да искористам оваа можност, се да кажам дека оние се пред се војници на Република Македонија, на армијата на Република Македонија, која има уставни задачи и начинот на кој го избрале, за жалост, без претходно да приоѓат кон раководството и кон мене лично како министер, да ги укажат своите дилеми. Тие директно отишле пред медиумите да ги искажат работите кои можеле и пред раководството. Што на крајна инстанца не значи дека тоа е позитивно за армијата на Република Македонија и имиџот на војниците. Ние сме тука да излеземе во пресвет и посебно за работите што законски им следат. Тоа нема дилема. Ако дозволите малку да се пошекувам, можеби тоа тренд. Гледаме и министрите постојано се на телевизија, ги нема веќе портпаролите за од најситно до најкрупна работа, нели секој ден се присутни, можеби и тие посакале да ги има повеќе на екраните, но добро е да се слушне дека таа работа е завршена, дека на луѓето им се пари дадени. Веројатно тоа е тренд, ги охрабрувам во иднина да пристапат институционално согласно законот за било какви дилеми, без претходно да ветуваме тоа што не може да исполнуваме, но секако дека имаме разбирање и да не заборават дека тие процеси со обврски према Уставот на Република Македонија, не е како во цивилниот сектор и синдикатите треба да внимаваат во нивното почитување. Ги обврзуваат посебни договори.